На 16 мај градоначалникот на општина Велес Аце Коцевски извести дека продолжува асфалтирањето на патот од Бузалково до Сливник, потенцирајќи дека на 17 мај завршуваат. Вчера на социјалните мрежи објавија видео како е завршена целата процедура. Алпинистите на сврлечиштето Цуцка ги отстранија опасните парчиња од карпите надвиснати на патот. Следуваат повеќе градежни процеси до монтирање на заштитната ограда, најави градоначалникот Коцевски. 6 типачки го одбележа изминатиот викенд подрачјето на СВР Велес. Во Велес во еден ден имало дури 3 инциденти. Во неделата, 1 час по полноќ, настанала физичка пресметка на крстосницата на улиците Димитрија Чубовски и Роза Плавева, помеѓу лицата со иницијали ВС на 47 години и ИС на 41 година од едната страна и 4 непознати лица од другата страна. На 17 мај во 11 часот и 30 минути во полициската станица Велес, велешанка со иницијали МА на 37 години од Велес пријавила дека околу 10 часот и 45 минути на улица Ангел Мишев, таа и незината малолетна ќерка биле физички нападнати од лицето со иницијали СУ на 29 години од Велес. По целосно документирање на случајот ќе биде поднесена соодветна пријава. На 17 мај околу 12 часот и 50 минути на улица Димитар Влахов настанала физичка пресметка помеѓу лица од кои што се на возраст од 15 до 42 години. По настанот лицата се приведени во полициската станица Велес и по целосно документирање на случајот ќе биде поднесена соодветна пријава, известуваат од СВР Велес. Општина Велес извести дека подеднакво се грижат за сите граѓани и од село и од град, најавувајќи дека заврши изградбата на улицата од центарот на Караслари до селските гробишта, но особено акцент општина Велес стави на езерото Младост. Градоначалникот на општина Велес апелираше до сите да ги навадат своите садници кои што се скоро 100% успешни кај езерото Младост, со цел да ги зачуваме така наречените бели дробови на нашиот град. При тоа информираше дека продолжуваат градежните работи на езеро Младост, на екокампот Подпорниот зид и на патот кај Патарината. Во градот Велес заличија цветните полиња во неговата околина.